Членовите на Советот на Општина Кочани на 32-та седница со 21 точка на дневен ред го верификуваа мандатот на новиот член на Советот Гоце Марков, кој што доаѓа на местото на Перо Георгиевски. Потоа на седницата беше усвоен извештајот за работењето и годишниот извештај за спроведувањето на програмата за развој на Источниот плански регион за 2022 година. Советниците ги усвоија извештаите за работењето на општинските основни училишта за учебната 2022-2023 година и годишните програми за работа на општинските основни училишта за учебната 2023-2024 година. Изгласана е согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во општинските основни и средни училишта, како и за паралелки со продолжен престој во општинските основни училишта. Одлуката за начинот на користење и управување на салите по општинските училишта беше подобрена со измените и дополнувањата кои беа на дневен ред. Советот донесе одлука за користење финансиски средства од постојаната резерва за доделување финансиски средства во вредност од 300.000 денари за Република Словенија како помош за последиците од поплавите во месец август. Советниците расправаа и одлучуваа и по предлог одлуките од комисиите за урбанизам за бесправно изградени објекти, годишните планови за вработување на КЈП Водовод и на општина Кочани, како и на јавната општинска установа Библиотека Искра за 2024 година не ја добија согласноста од страна на Советот.